Откако ноќта ја поминаа породнини и пријатели, станарите од опожарената зграда во Тетовскиот станбен блок 70 денес предпладне можеа да видат во каква состојба им се становите и да ја проценат штетата. Увид извршија и надлежните од обвинителството и полицијата. Моментално зградата е празна, во зградата нема струја, нема вода, све е исклучено. Се очекуваат екипи од Евана да дојдат после увидот да ја санираат штетата. Луѓето што живеат внатре се евакуирани по фамилии, по роднини, пријатели кои како се снашол, ветија дека зградата во текот на утрешниот ден ќе ни ја дадат во употреба, че можеме да се вселиме внатре затоа што ќе има и струја, ќе има и вода и моментално состојбата е таква. Ветија дека зградата во текот на утрешниот ден ќе ни ја дадат во употреба. Помош ќе има од Министерството за труд и социјална политика. Министерот Диме Спасов и пратеничката од Тетово Светлана Карапетрова ги посетија станарите. Ние како Министерство за труд и социјална политика заедно со Центарот за социјални работи ќе им помогнеме на овие граѓани во насока на обезбедување на средства за покривање на штетата која што е предизвикана од пожарот, пред се да се врати струјата и да се санираат искршените прозори и исто така да се искречат влезовите. Дополнително, преку проектот се грижиме за топол дом, ќе им помогнеме новија граѓани доколку имаат потреба од мебел и друга покупнина. Исто така ќе им обезбедиме и облека и храна доколку исто така им е потребно. Станарите ја пофалија пожртвуваноста на пожарникарите. Од друга страна, пожарникарите велат дека доколку би имале подобра опрема и побрзо би ја завршиле работата. Разлика од опремата што ја поседуваат пожарникарската екипа во Тетово, јас сум презадоволен од нив, затоа што ви кажав и преска, ги вложија своите животи да ги извадат нашите најблиски од зградата, дадоа максимум, временските услови беа премногу ладни, им благодарам од се срце на нив. Опремата таа што имаат, беа пуштени 2 возила од Скопје, противпожарникарски возила. Во секој случај сум благодарен на нив. Ние сме тие кои влегуваме, а не знаеме дали ќе излеземе. Но работава што располагаме со стара опрема, располагаме со таа опрема, значи се бориме со огнените стии, со пожарите, се бориме со тоа што имаме, што поседуваме. Биејќи, вчерашниот пожар ни даде до знаење и не предупреди дека мора да имаме, биејќи нашиот автопарк е доста збогатен со возила противпожарни, но немаме противпожарно возило за повеќекатници. Биејќи Тетово знаеме дека у Тетово има многу повеќекатници. Знаеме дека зградите у Тетово немат помошни скали за да се евакуират луѓето при вакви моменти, при вакви појави на пожари, на елементарни непогоди. Значи, обавезно ни е потребно кај нас, у нашата територијална противпожарна единица, да поседуваме, да имаме камион, значи противпожарно возило со скала за повеќекатници. 3-месечното бебе и неговата 2-годишна сестра кои беа задржани на болничко лекување се во добра здравствена состојба. Вкупно 21 лице добило лекарска помош поради вдишан чат или повреда. Меѓу нив се и 8 пожарникари.